Охридската епископија, баш онака цитираме, образец за духовната самостојност на Македонија. И сега ако вие тргнете од еден Снегаров, кој што несомнено е бугарски академик и кој што напишал 2 тома за Охридската епископија, кај што јасно стои што е Охридската епископија, сега вие после толку време да покренувате тема и да члените сите елементи да докажете дека Охридската епископија е бугарска црква. Мислам, тоа не е можно. Прво не е можно затоа што Охридската епископија постои во времето на една голема источна римска империја, потоа постои за времето на Отоманското царство, постои како румска, значи римска црква, така. Османлиите пишувале, и сега не постои ни бугарска, не постои ни грчка, не постои ни ништо, постои баш документи како што постои, и сега вие се обидувате сите тие историски документи од Јустинијана Прима, значи кој ќе влезете во Охридската епископија, нели стои во црквата Света Софија, Охридската епископија, архиепископ на Охридска архиепископија и на Јустинијана Прима. И сега кога имате вие тој доказ, вие треба да спорите за дребни работи. Но има луѓе таму. Стефан Цанев, писател, Дечев, имате историчари, имате академици, прекрасни личности кои што пишуваат за Македонија. Гревот настана, знаеш, оној првобитен грев кога се појавија таа тројна коалиција Сидеров, Симеонов и Каракачанов, и кога тој национален блок на еден фашист, на еден русофил и на еден, би рекол, шовинист кој што Македонија гледа како дел од Бугарија, и тие тројца дигнаа премногу високо летвата и сега таа летва никој да се спушти.